Еве сме на почетокот на кампањата за локалните избори. Сакав да дојдам денеска тука во Прилеп за заеднички да стартуваме кампањата, да посакам фер кампања, достоинствена кампања, да можат граѓаните да ги слушнат и нашите пораки, пораките на нашите политички опоненти, за да споредат што е она што ние имаме да го понудиме и што е она што во следниот период го размислуваат нашите политички опоненти да направат најдобар избор. Ние апсолутно сме убедени во голема победа на овие локални избори. Мислам дека тука во Прилеп ќе имаме огромна победа, затоа што имаме советничка листа и кандидат за градоначалник кои што се докажани, луѓе кои што се од своите места, луѓе кои што многу добро ги познаваат граѓаните и знаат многу добро кои се и знаат дека она што го има во програмата ќе го реализираат. Ние во изминативе година и неколку месеци, како сме централна власт, се обидовме максимално да помогнеме. Дали се работи за големите инфраструктурни проекти, се заврши експресниот пат кој што оди од Градско преку Дреново до Фариш, нешто што со години беше запоставено и не се работеше и се пушти во функција. Исто така активно работиме на изградба на големиот автопат од Прилеп до Битола, а правиме планови и за многу брзо време ќе почнеме да работиме и од онаму каде што сега завршува експресниот пат, а тоа е од Фариш, до онаму каде што почнува автопатот, а тоа е влезот на Прилеп. Како Прилеп би бил целосно автопатски или со експресен пат поврзан и со главниот град, и со коридорот 10, но исто така и со Битола и со коридорот 10D, и на тој начин би имал пристап на два големи патни правци, директно поврзување и со соседна Србија, но исто така и со соседна Грција, како можност за голем инфраструктурен развој и подршка на бизнисот. Секако тука се и бројни проекти кои што се во делот на инфраструктурата, кои што заедно со новиот градоначалник Дејан Продановски ќе ги работиме. Тој беше доста активен во собранието и се бореше за општината и за целиот овој регион и сум убеден дека како градоначалник ќе го реализира сето она што ќе го представи пред граѓаните во следниот период, а ќе не има нас како голема подршка и мене лично како носител во 4-та изборна единица и како ресорен министер, но исто така и премиерот Мицкоски, кој што голем фокус посветува и на Прилеп и на целиот овој регион. Јас ви благодарам уште еднаш, со успех нека и со среќа и повелете ако има прашања. Апсолутно, тоа ни е дел од програмата и ќе реализираме оваа работа, но исто така и со завршувањето на сакам да додам и чекор напред, а тоа е со завршувањето на од една страна автопатот кој што оди од Прилеп до Битола, од друга страна изградбата на новото решение кој што ќе оди од Фариш до Прилеп. Практично и законски ќе биде забрането товарни возила да влегуваат во момент кога ќе имат алтернатива како автопат или експресен пат, така што и долгорочната визија, кога зборувам долгорочна, зборувам за 2 или за 3 години, затоа што планот е веќе во 2027 година да имаме функционален автопат од Прилеп до Битола. Ова прашање ќе биде решено, така што апсолутно се слагам во правост и ќе го решиме ова прашање. Добар ден, почитувани сограѓани. Со голема чест, но и одговорност, денес можам да кажам дека ја започнуваме кампањата за локалните избори. Јас како носител на советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата во Прилеп, ќе се трудам да бидам гласот на народот и да поттикнувам граѓаните да пренесуваат се она кое што за се она кое што имаат проблеми во текот на нивното живење во нашиот град, да се пренесуваат проблемите за нивното секојдневно живење, за да може полесно и побрзо да се решат во Советот на општина Прилеп. Како доктор, мојата професија ме научи да бидам грижлива, да се грижам за секој еден човек, хумана и посветена кон својата работа. Сите овие работи ќе продолжам да ги применувам во мојата работа во Советот на општина Прилеп. Ние се заветуваме за да работиме честно, искрено, кон сите граѓани во општина Прилеп и да ги ветуваме дека ќе работиме и да ги поттикнуваме нашите граѓани да се пријавуваат во просториите на општина Прилеп за полесно решавање на нивните проблеми. Веруваме во семејството, во трудолюбивоста, почитувањето и љубовта кон нашиот град и нашата држава. И сите тие работи не поттикнуваат да работиме во Советот за поттикнување на подобри услови за подобар живот во нашиот град. Советничката листа и кандидатот за идниот градоначалник за Прилеп
се вистинскиот избор на овие локални избори за подобри услови за живот во нашиот град. Ова не е само една политичка одлука, туку е завет за честност, за искреност кон нашите граѓани и се обврзуваме дека ќе работиме праведно за секој еден човек во нашата општина. Почитувани сограѓани, ве повикувам да не поддржите, затоа што коалицијата на ВМРО-ДПМН и коалицијата на овие избори е вистинскиот избор за нашиот град, за Прилеп каков што го сакаме. Почитувани сограѓани, почитувани представници на медиумите, представува особена чест и задоволство е денеска да ја започнеме кампањата од ова култно место во Прилеп од плоштадот Методи Андонов Ченто, кој што е лик кој што представува почеток на оваа држава, така и еве символично одавде почнуваме со секоја кампања од ова место, како што реков, култно во градов. Ова нема да бидат избори само за битка кој би ги победил. Ова ќе бидат избори кои што ќе значат секојдневие на секој еден прилепчанец. Ова ќе бидат избори кои што ќе донесат подобри улици, подобри училишта, подобри здравствени установи, подобар живот за сите прилепчани. Овие се избори кои што ќе ги започнеме со чувство на сигурност. Сигурност дека имаме одличен тим, сигурност дека имаме уште подобра програма и сигурност дека ќе ја добиеме најсилната поддршка од владата на Република Македонија, предводена од претседателот Христијан Мицкоски. Особено ми е чест што денес на овој почеток на кампањата го имаме за наш гостин вице-премиерот и министерот за транспорт и врски, кој што не е случајно тука. Инфраструктурата е еден од нашите основни приоритети кои што ги имаме во Прилеп. Слушнавте и од неговата изјава дека клучно е она што ќе го прави владата, автопатот кон Битола, завршување на експресниот пат кон Скопје, но тоа е само еден чекор. Ние ветуваме програма со која што прилепчани ќе добијат подобар живот. Стојам овде пред вас и давам збор дека ќе имате градоначалник кој што е достоинствен, чесен, кој што работи и слуша за секој еден граѓанин. Јас сум вашиот човек. Јас сум човек од Прилеп и човек за Прилеп. Барам од вас поддршка, заедно да ја започнеме оваа кампања и да ја изводиме напред, затоа што вистинскиот избор е овај и тоа е патот за иднината на нашите деца. И благодарам. Кога ќе биде промовирана програмата за да се запознат граѓаните на Прилеп, што е она што ВМРО-ДПМН го нуди на граѓаните? Токму така, програмата ќе ја имате на новата веб страна која што ќе го промовира кандидатот за градоначалник и светничката листа во дигитална форма, а ќе се потрудиме да ја дистрибуираме, односно да посетиме секој едно семејство и да ја представиме програмата која што ја имаме. Имаме топ 10 проекти кои што се однесуваат и беа собрани како мислење од нашите сограѓани и од нашето стопанство и најчесто се тие проекти за инфраструктура. Ветуваме изградба на обиколници околу градот кои што ќе го намалат загадувањето на градот, ќе го намалат оптоварувањето на градските улици, ветуваме паметен град, ветуваме град кој што ќе биде безбеден и тие се основните пунктови на кои што ќе се држиме во наредниот 4-годишен период и ветуваме она што е клучно и тоа и ќе го правиме заедно со поддршка на граѓаните, да имаме еден модерен, зелен и супер развиен град каков што и заслужуваме.